зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Зошто ти треба малку тивко време? Авторот Елизабет Џорџ пишува: Еве прашање за кое вреди да се размислува. Ако некој те праша да го опишеш тивкото време што го имаш утрево, што би рекол? Токму тоа прашање им го поставил Досон Тротман, основачот на службата навигатори, на луѓето кои аплицирале за работа во мисија. Еднаш поминал 5 дена интервјуирајќи кандидати за мисионерска служба од другата страна на океанот. Поминал половина час со секој, прашувајќи конкретно за нивниот живот на обожување. За жал само еден човек од 29 кој ги интервјуирал бил константен во својот живот. Може би си мислиш, тие луѓе се во полно време на служба. Се разбира, треба да има тивко утро секој утро. Но може би ќе се изненадиш колку малку луѓе во службата на вистина редовно одвојуваат време, не само да зборуваат со Бог, туку да му дозволат на Бог да им зборува. Но пред да станеме премногу критични кон нив, да си оцениме сопственото тивко време и време. Мнозина од нас сметаат дека на Бог му правиме услуга што разговараме со Него, кога навистина е неверојатно што имаме таа привилегија. Ние губиме ако носиме неколку куп грижи наместо да ги пренесеме кај нашиот Спасител, кој толку многу не љуби. Ми се допаѓа како го сочи тоа Кори Тен Бум, како што камилата клекнува пред својот Господар, за тој да го отстрани бремето. Така клекни и дозволи му на Господарот да го тргне твоето бреме. Како може да се дозволиме да не се ослободиме при Господ и да му допуштиме да нас советува што да правиме? Вреди да се откажеме од малку сон, за да поминеме интимно време со Него. Твоето тивко време може да се состои од многу елементи, вклучувајќи ги твоето обожување кон Господа или слушање на аудиозаписи посветени на Бог на MP3 кои се симнати на твојот iPod, но секогаш вклучи читање на писмото и моменти на молитва. Тивкото време со Господ ќе ни го смири духот, а тоа Библијата го опишува како непропадлив украс. Што е од голема вредност пред Бога? 1 Петар, 3 глава, 4 стих. Тоа е подобро за нас од кое било одење во спа центар. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.